Драги пријатели, овде сме собрани во подршка на Жанета Цушевска, актуелниот и еден градоначалник на Градско, за незината работа до сега, за незините дела, за незините исполнети ветувања, за да добие нов мандат и да продолжи да ја води оваа општина како што сите ние очекуваме. Драги пријатели, овие денови сме сведоци на една специјална психолошка војна. Втеруваа страв на сите страни. Заплашувања, притисоци, закани за бркање од работа. А во исто време демонстрираат надменост и арогантност. Главната работа како влада им е не да привлекуваат инвестиции и инвеститори кои што ќе отвораат нови работни места, туку како да направат штета. Главната алатка не име да ги слушнат граѓаните за нивните потреби, туку да ги заплашат со полицијата. Станавме држава во која полицијата наместо да апси криминалци, таа го штити криминалот. Но забораваат, можеби сега се во облаците, но колку повисоко летаат, падот ќе им биде поболен. Колку повеќе се закануваат, толку повеќе сме непокорни. Колку повеќе сакаат да внесат страв, толку повеќе им порачуваме дека не им се плашиме. Забораваа дека ние сме ВМРО и дека во нас гори таа пркосна идеја, која се спротивставува на многу поголеми и пострашни закани од овие неспособни луѓе. СДМСМ, драги пријатели, видовте дека немаат проекти, немаат сериозни програми и затоа зборуваа за воздух, за магла, за ветар. Видоа дека не можат да се мерат со нас со работа, со резултати и удрија на криминални избори. Во првиот круг видовме како СДСМ организира избори. Страв и притисоци на сите страни. Во Македонија спроведоа класични африкански избори. Стигнавме на рангот на Сомалија и Кенија. Пукнат череп на градоначалник, убиен носител на листа на една од листите, искрешени штабови на ВМРО ДПМН, следени кандидатите за градоначалници, слики на партиски активисти во надпревар кој има поголем и поопасен пиштол, а полицијата молчи. Молчи, затоа што е соучесник во овие работи. Секој ден со име и презиме дознаваме како подкупуваат, како потваќаат луѓе за да ги добијат нивните гласови. Реагираме. Следниот ден истата песна ја продолжуваат. Но, драги пријатели, нема да не скрешат. Затоа што народот гледа што се случува и ќе им се врати како бумеранг и ќе има одговорност. Нема да не скрешат. Нема да им дозволиме да не скрешат. Крајната цел на сето ова е да се сузбие секој слободномислечки македонец, кој се грижи за својата држава, го сака својот јазик и својот идентитет и преку разни механизми да се делува сакањето на државата, почита кон својата земја, да стане нешто што не е модерно, нешто што не е во тренд, нешто што е демоде, а модерно да стане легализација на геј браковите, усвојување на деца од хомосексуални бракови, модерно да стане легализација на марихуаната или максималното конзумирање на алкохол и такви работи кои што во секоја земја не се нормални. Нормалното да стане ненормално, а ненормалното да стане нормално. Кон тоа не води СДСМ. Или како што беше на 27 април, некој кој ќе помисли да ја штити државата, или пак секој кој снимал документарен филм за македонската историја, да се плаши, да стравува, секој што учествувал во правење на споменици на македонските херои, да биде под притисок од било каков процес. Криминалците на слобода, а патриотите по затвори. Кресничи на слобода, а Едмон Темелков, бореца за човекови права на македонците во Албанија, во затвор. Убиците на децата од Смилковското езеро, кои што свирепо ги убија, ќе ги пуштаат на слобода, а дедото за кубење коса 4 години затвор. Немилите настани на 27 април беа намерно испровоцирани. Тие беа реакција на акцијата
за нелегален избор на председател на собранието. И што се случи? Со помош на надворешни фактори, од ноторен криминалец и национален предавник, како Заев, да се направи жртва. Овие луѓе треба да се ослободат и ние ќе направиме се во рамките на институциите тоа да се случи. Тие сгрешија што влегоа и физички се пресметаа со дел од пратениците во парламентот. Тоа беше погрешен чекор. Но, драги пријатели, тоа прво го направија луѓе кои што се родолюби, луѓе кои беа таму од патриотски причини. И второ, кога гледаме како се пуштаат на слобода тешки криминалци, како Бајруш, како Красничи, како оној Рахич, дилер на дрога, кога гледаме дека над 1000 затвореници ќе ги амнестираат, од кои што најголем дел за тешки телесни повреди, па што е она што го направија тие луѓе на 27 април во споредба со криминалите и со се она што го правеле овие криминалци, кои што сега само затоа што Заев дојде на власт ќе ги пуштаат на слобода. И додека се прават сите овие спектакли, економијата оди надолу. Индустријското производство паѓа. Извозот исто така секој ден се пониска и пониска е прогнозата за растот. Македонија е сериозно економски различена. Девизните резерви секој ден се намалуваат. Нема ниту инвестиции нови, ниту нови работни места. Најважни се тендерите кои ги добиваат луѓето блиски до власт. Просечната плата не расте. Пензии зголемени нема. А стандардот не оди нагоре, туку се намалува. Сиромаштијата расте. Погледнете, ниту се зборува за платите на докторите, а ветуваа дека ќе им ги зголемат на 1500 евро. Ниту за субвенции на земјоделците, ветуваа раст од 10%. За повисока просечна плата и да не зборувам, ветуваа 500 евра, а таа веќе се намалува. Сето ова го заборавија. Но не заборавија да склучат штетен договор со Бугарија, без да го прашаат народот. Затоа бараме референдум. Народот да се изјасни дали сака таков договор во негово име да биде потпишан и да биде прифатен во парламентот. Договор со кој се откажуваат од македонското малцинство во Бугарија. Договор со кој што се откажуваат од македонскиот јазик. Договор со кој што практично кажуваат дека македонската историја била бугарска и се согласуваат да се менуваат учебниците во македонските училишта. И нашите деца во иднина да учат дека Илинденското востание не било македонско, туку било бугарско. Дека првата пушка на македонскиот народ против антифашизмот во Прилеп и Куманово на 11 октомври не била тоа, туку дека била идеолошки конфликт помеѓу различните страни на бугарското население во Македонија. Драги пријатели, тоа е она што сака да го направат. Тоа е таа голема слика на редефинирање на државата, каде што главно и основно име она што веќе го најавија, а тоа е промена на името и на идентитетот на македонците. Второ е овој штетен договор со Бугарија. Трето е воведувањето на двојазичноста во Македонија со неуставен закон, за кој знаа дека е неуставен, но го туркаат. Четврто е донесувањето мигранти, нивно населување во Македонија, давање државјанства. Пето е зголемувањето на даноците кои што го најавуваат, и тоа ќе се случува. Тоа и вчера еве слушнав дека Заев го кажа. Понатаму шесто, она што веќе почна да градат атмосфера, легализација на хомосексуални бракови и можности да усвојуваат деца. Тоа е редефинирање целосно спротивно на волјата на народот, кој го тераат на сила, кој го тераат со закани, со присилување на луѓето да гласаат, со уцени, со заплашувања и најмногу со потплата и со подкуп. Драги пријатели, сакам да се обратам до функционерите на СДСМ. Ке помине време, неколку години од сега, и кога ќе треба да излезете на улица, да се сретнете со вашите комши и со вашите пријатели, кога треба да ги погледнете во очи, и тогаш ќе се срамете. Ќе одите со наведната глава, а вашиот товар и срам нема да може да се заборави. Иако имате богати спонзори, ги немате парите со кои можете да го купите достоинството на народот. Нема лезет од власт добиена со криминал. Нема аир од функции добиени лашики го и притискајки го собствениот народ. Ке се обратам и до оние
кои се уште не се определиле, а кои се загрижени од она што и се случува на нашата држава. Знам дека не ви е сеедно кога гледате што се случува. И знам дека длабоко во себе чувствувате. Ја чувствувате опасноста во која ја втурнуваат овие неспособни луѓе нашата држава. На дел од вас се закануваат, а на дел ветуваат се и сешто, но реално нема ништо да остварат. Сакам да ве поттикнам да се спротивставите, да излезете на гласање и да го дадете вашиот глас гордо и достоинствено, знаејќи дека ние сме тука, секогаш кога на Македонија, на вашата општина тоа е потребно. И секогаш така ќе биде. Тие што владеат со криминалци и корупција, треба да знаат дека нема хунта која не била победена од народот. Нема помрачување кое не било осветлено од народот порано или подоцна. Лажеа дека се борат против режим, а тие станаа најголем режим. Лажеа дека нема слобода и демократија. Прво нешто што направија кога дојдоа на власт, ја укинаа демократијата. И секој ден, чекор по чекор, ја одземаа слободата на луѓето. Велеа дека нема независност на медиумите. А прво нешто што направија кога дојдоа на власт, ги уценија собствениците на медиумите и ја одземаа нивната независност. Велеа дека ќе работат, а секој ден гледаме како се краде и како се уназадува. Па за ова ли се бореа? Да има техничка влада пред парламентарни избори? Затоа ли бараа техничка влада? Затоа ли бараа да имаат премиер, Министерство за внатрешни, за труд и социјална политика, заменици за администрација, земјоделие, финанси и така натаму? Оваа држава е на овој народ и нема да можете да им ја украдите. Порачувам дека нема да може да не скршат. Нема да не поколебаат, ниту да не упошат. Заеднички ќе се противставиме. Да не дозволиме апсолутна власт во државата. Да не дозволиме да станат монарси и шерифи. Да не дозволиме да ги одземат бастионите на ВМРО ДПМН. Од нас зависи. 29. Еве го. Излезете и гласајте. Излезете и гласајте пред да биде предосна. Шансата е тука, таа е на прагот. Во сите овие години на власт, кога СДСМ беше на власт, покажа како со ништо не допринесува за градско. И во овие 5 месеци додека се на власт, апсолутно ништо не направија за општината, за општина Градско. Јас ќе потсетам за некои работи. Во општина Градско, по 2006 година, бројот на вработени лица беше околу 250. Толку беа се вработени и регистрирани лица во целата општина Градско. А бројот на вработени на крајот на минатата година е околу 550. Невработеноста во Градско драстично опадна, вработеноста не речиси, него повеќе од дуплирана. Истовремено, сакам да ви најавам дека ќе обезбедиме учениците од 1 до 5 оделение да имаат бесплатен здрав оброк на училиште. И со тоа да имаат и здрава храна, но и родителите да им се растерети домашниот буџет за тој оброк. Општината Градско и Жанета Чаушевска ќе овозможат можности за граѓаните кои немаат собствен дом, да се стегнат со свој собствен дом, со тоа што ќе имаат можност да купат земјиште по 1 евро почетна цена квадрат за градба на куќа и ќе бидат или ослободени или трошоците ќе им бидат сведени на минимум за плаќање на комунали. Нудиме концепт во кој нема да има неасфалтирана и неосветлена улица и ќе има парк во секој мало. Ќе извршиме санација на мостот во село Уланци, реконструкција на локален пат градско село Долно Чичево. Истовремено планираме изградба на алтернативен пат за село Уланци, како и реконструкција и проширување на локалниот пат за село Виничани. Предвидуваме реконструкција на улицата Илинденска во Градско, како и асфалтирање на улиците Александар Македонски, Панко Брашнаров и Пито Гули. Истовремено планираме асфалтирање на улиците во населените места Виничани, Кочилари, Уланци, Ногаевци и Стопанство. Планираме реконструкција на водоводната мрежа во Градско, изградба на пречистителни станици, како и изнаоѓање на нови бунари за вода во Градско и во село Ногаевци.
Исто така планираме изградба на канализација во населеното место Стопанство и во село Долно Чичево. Ќе се изврши изградба на тротоари и паркинзи во централното подрачје на Градско, со што населбата ќе добие нов урбан лик. Планираме изградба на нова индустријска зона и отворање на нови работни места во Градско. Планираме отворање на 2 детски градинки во општина Градско, со што капацитетот ќе се зголеми за уште 100 дечиња. Се планираат и други работи предвидени во програмата на Жанета Чаушевска, но преходно потребно е, драги пријатели, во недела на 29 масовно, гордо, достоинствено, со интегритет, страво да го победиме со пркос, да излеземе и да гласаме за Жанета Чаушевска, за ВМРО ДПМН,